Здраво, ова е 210 видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е The Tragedy of Macbeth на Джоел Коен, во кој станува збор за шкотскиот лорд Макбет, глумен од Дензел Вашингтон, кој што пресретнува три вештерки кои му проповедаат дека ќе стане новиот крал на Шкотска. Макбет се обседнува со нивното прорештво, а неговите аспирации по моќ се поддржани и од страна на леди Макбет, глумена од Френсис Макдорманд, што значи дека Макбет ќе мора со крвави дланки да посегне по престолот, робувајќи на сопствената амбиција, опортунистички императив кој постепено ќе го оддалечи од разумот и реалност. Реперкусиите се неминовни. Непораклив чинител е дека секој филмски великан се обидел да го скроти овој драмски текст на Вилијам Шекспир на свој начин, со своја вонвременска филмска поставка. Некој потенденциозно од другиот, но едно е сигурно, нема две филмувани верзии на Макбет кои што наликуваат една на друга, затоа што сите имаат јасна стилистичка дистинкција по која се издвојуваат. Од историските драми на Орсон Велс до Џастин Курцел, преку Акира Куросава кој во Throne of Blood ги морфира вештерките со традицијата на јапонските духови, кои демнат од магливоста на поматената свест. Белатар се потпира на неговиот едночасовен кадар и театралноста на изведбата во која се експонира губитокот на разумот. Роман Полански во неговиот девијантен Макбет бара решение за поимање на убиството на Шерон Тейт, со натуралистичко и модернистичко прикажување на експлицитните ексцеси на морално корумпираните, додека пак Джоел Коен решил да сними ахроматски филм, реализиран комплетно во артифицијална средина, односно да ја има целосната контрола во замокот на филмскиот сет за непречено да се игра со ликовите под изградените високи прозорци и отвори низ кои продира насоченото светло, за да може кинематограферот Бруно Делбонел да компонира фотографија која не само што ги исполнува високите критериуми на едно A24 дело, туку секој кадар предизвикува визуелен оргазм. Не е толку голема разликата помеѓу обсесијата на Макбет со обседнатоста на Коен со секој детај во филмот. Кај што други режисери тежиштото би го поставиле врз перформансот на Макбет, Коен го наклонува овој филм повеќе врз изведбата на женските ликови, иако несомнено дека Дензел маестрално го долови неговиот Макбет со миговна ароганција и повремена кршливост. Кетрин Хантер се издвои со незиното впечатливо доловување на вештерките, па и старецот, меѓутоа монолозите и диалозите одзвонуваат како величествен и амбичен пентаметар изустен и одглумен од Френсис Макдорманд, која убедливо ја презема одговорноста за решавачката одлука за грабање на престолот и прагматично го распосла оправдувањето на средствата со кои се доаѓа до целта, пред и нејзината свест да детерира и се отуѓи од разум. Макбет заедно со Бура и Титус се неколку Шекспирови драми кои во дадена инстанца, ако се погледа низ призмата на филмските жанрови, ќе констатирам дека се три представи кои содржат истакнати хорор тропи. Во случајот на Макбет, тие начела ги акцентира фантазмагоричното привидение на трите вештерки, кои Коен се одлучил да ги прикаже на атипичен, но сепак очудувачки начин, кај што во еден миг се вкоренети и неподвижни, наликувајќи на смртта од The Seven Seal на Игмар Бергман, а кога се подвижни изведуваат балетски движења кои сведочат за нивната прокоба. Прекрасна замисла за оваа клучна жанровска тропа, која што на визуелен план ја надополнува естетиката на нуар филмот која ја негува Коен, но со Бергманови крупни планови. Уште еден доказ дека човечката ништожност, морална корумпираност и лакомост, која води до насилство, може да биде високо естетизирана. Веќе напоменав дека кинематограферот Бруно Делбонел е заслужен за снимањето на филмот во монохроматски манир, одејќи еден чекор понапред во таа интенција со инсистирањето костимографијата да се одвестува на црно-белите нијанси, освен облеката на леди Макбет, но ја искористува и погодноста на снимањето во контролираниот сет, дополнително да
обои дадени сенки, кои му се потребни за да го добие саканиот експресионистички одраз на светлото во контрастната игра, која резултира со грандиозна фотографија која плени во секој кадар од ригидниот квадратен академски аспект на снимање 1.37 наспроти 1 со Алекса Елев на која се монтирани Fujinon премиста леќи. Ниту една сцена не е реализирана во екстериер, што значи дека светлото е максимално контролирано низ високите сводови и прозорци, овозможувајќи му на Бруно да ја фиксира камерата во саканата позиција, за да ја долови самотијата на ликовите при енормниот негативен простор и минималистички декор во речиси испразнетите соби, но сосема доволно да послужи како текстура на самото табло. Бруно е кинематографер на Амели, кој соработува со Джоел на краткиот филм во Париж Етем, потоа во Inside Llewyn Davis и The Ballad of Buster Scruggs, со оглед на тоа што Роджер Дикенс е најчесто задолжен за снимањето на филмовите на браќата Коен, но за потребите на овој филм нужна е магичната призма на Бруно за да делува волшебно секој кадар, и во магловитоста верувам дека и Дреер со задоволство би се изгубил заедно со ликовите. Оркестрацијата на Картер Бурвел најпрв ја има намената да го наговести на доаѓањето на озлогласеното пророштво, а потоа гудачките свити го наоѓаат своето зачестено присуство во завршницата на монолозите и диалозите, за да биде филмска потпора која ќе ги измолкне од театралност. На овој начин ја завршува функцијата да биде амбиенталната ознака, која што ќе ја истакне на доаѓачката опасност во кошмарниот свет, но не ги остава на цедило ниту емоционалните квалитети на ликовите, на кои е комплементарен. Се знае за кого бијат камбаните. Монтажата Коен ја работи заедно со Лусиан Джонстон, која што има јасно зацртано чинодействие уште од пиесата. Монтажерите оставаат филмот да има своја оддишка, да го постигне слоубарн тонот кон кој цели, да се наклони на монолозите во крупните планови, само за да може да се воспостави визуелно волшебство на кое се цели и се фрли магија врз гледачот. Ова е првиот филм кој што Джоел Коен го режира одвоено од неговиот брат Итан Коен, затоа што сите претходни филмски остварувања ги реализираат заедно, препознаени по нивното вешто амалгамирање на трагикомичните инстанци на филмовите со сувопарен хумор, кој се изродува од непредвидливите крвави и насилни секвенции. Браќата Коен нивната долгометражна филмска кариера ја започнаа во 1984 година со криминалистичкиот хорор Blood Simple, во кој Френсис ја имаше една од главните улоги, а во 1987 година го режираат Raising Arizona со Николас Кейдж и Холи Хантер. Во 90-тите започнуваат со серија на култни остварувања, какви што се Miller's Crossing во 1990 година, Barton Fink во 1991 година, Hackberry Proxy во 1994 година, Недаминливиот Фарго во 1996 година и The Big Lebowski во 1998 година, завршувајќи во 2000 година со Oh Brother Where Art Thou. Првата деценија од овој век ги снимаат ноар филмот The Man Who Wasn't There од 2001 година, кај што улогата на Френсис можеби најблиску коинцидира со таа на Леди Макбет во црно-бел филм, глумејќи сопруга на берберот уценувач, глумено од Били Боб Торнтон, потоа Intolerable Cruelty во 2003 година, па Lady Killers една година подоцна и култниот No Country for Old Men од 2007 година, завршувајќи ја деценијата доста силно со филм за филм во 2008, 2009 и 2010 година, односно Burn After Reading, A Serious Man и True Grit. Inside Llewyn Davis го снимаат во 2013, по кој следува одвратниот Хейл Сезар во 2016 година, за нивниот предпоследен филм да биде прекрасната вестерна антологија The Ballad of Buster Scruggs во 2018 година за Netflix. Во меѓувреме снима и бројни кратки филмови и сегменти од антологиите Париж Етем и To Each His Own Cinema. Последниот филм на Джоел Коен отстапува на неколку рамништа од корпусот на творби по која е препознаен нивниот авторски сензибилитет, со оглед на тоа што хуморот е сведен на минимум во Макбет, иземена е бојата од ревенката, театралноста доаѓа во преден план, а можеби преодреденото цепидлачење за сториборд на калкулираната фотографија е афинитет кој се повторува во снимањето на филмот на Джоел. Несомнено дека најголемиот непријател на гледачот е Шекспировиот текст, чишто верен поклоник е режисерот и сценарист, како и самата театралност и сценираност, кое што верувам дека ќе бидат одбивни за одреден калибар на гледачи, но исто така верувам дека ќе резонира со останатите,
кои ќе бидат заведени од прекрасната визуелна стилизација и безпрекорната актерска изведба, посебно од страна на актерките. Сепак, ова е врвен артхаус филм, кој што бара одредена доза на трпение и познавање од аудиториумот, за да може комплетно да се ужива во плодовите на неговиот естетски раскош. Филмот имаше својата премиера на Њујоршкиот филмски фестивал, односно беше селектиран да биде филмот кој што ќе го отвори фестивалот и филмот кој што ќе го затвори фестивалот BFI. Во киносалите беше дистрибуиран од страна на A24, а неколку месеци подоцна Apple Plus го објави на својот стриминг сервис. Нема сомнеш дека Дензел и Френсис ќе бидат во конкуренција за актерските Оскари, но не би бил изненаден ако Бруно Картер и продукцијскиот дизајнер Стефан Дешан и костимограферката Мери Зофрес исто така се во конкуренција за Оскарите. Успешна кошмарна адаптација на едно од најзначајните дела на Шекспир, која блика со посебноста на акроматската фотографија и значителен актерски перформанс по кој ќе се памети делот. Заводлива е моќта која доаѓа со титулата и престолот и многумина, налик протагонистот, се решени да подлегнат на пророштвата кои им ги соопштуваат, стивнувајќи од гласот на разумот во себе, наместо да ги преиспитаат своите мерила и вредности. Алчноста за посегнување по туѓото, по секоја цена, го гнасела човекот во минатото, станувајќи и негова константа, односно трулежна одредница и аспирација во денешницата, 4 века по првиот запис на овој текст. Да живее кралот Џоел Коен. Ако морам да го еволуирам, тогаш трагедија Макбет од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 210-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последнете и поснатите рецензии на виртуелната полица. И благодарност на вниманието. Поздрав!